Добар ден, ова е Звукот на политиката, јас сум Звонимир Јанкуловски. Мој денешен гостин е Зоран Димитровски, новинар и моментално активен политичар како генерален секретар на Демократската партија Демократскиот сојуз, пардон. Да почнеме веднаш. Едно прашање кое, следејќи ги медиумите долги години, мислам од 90-тите години, точно помина низ еден транзиционен период на прилагодување на новата ситуација на демократскиот амбиент во Македонија, колку успеа, гледаме денеска според извештаите што стигат и од Европската унија. Она што мене ме интересира и со кој би го започнале овој разговор е тоа дали секој новинар во Македонија сонува да биде портпарол на владата или на некој од министерствата во владата. Да, добар ден и поздрав до вашите слушатели. Но, новинарството од почетоците беше бака ентузијастички, ако може да кажам. Јас уште од младборец 89-та година првата ластовичка, нели, во новинарството, Пролет, што ја навести Пролетта, и навистина имаше огромен ентузијазам во смисла на тоа дека настапува демократски промени, ќе дојде до плурализам во информирањето. Тоа беше некоја прва вака еуфорија, но во тоа време дојдоа овие западните инструктори во смисла на тоа дека ќе научат на елементарните новинарски стандарди. И некои од тие стандарди ние ги знаевме, мислам, апсолутно сите тие стандарди ги знаевме уште од времето на социјализмот. Тие не учеа вака буквално во ЗНМ има одржа еден час, неколку такви лекции, во смисла на тоа дека треба да се праша и втората страна, дека треба да имате... Да, тоа што веќе го имавме... Но ние тие стандарди ги имавме. Да. Ги имавме, иако беше тоа под капата на еден социјалистички систем, во кој што нели сепак не можеше да се жестоко да се напаѓа власта комунистичка, но во Младорец го искусивме и тоа во тоа време. Значи бевме први кои што сериозен отпор даваа кон тој условно речено, нели, социјалистички режим, една комунистички, нели, една гротеска, ако може така да се каже, на она што се случуваше во Источна Европа, но новинарите тогаш, да се вратам на поентата, новинарите тогаш навистина има ентузијазам и сакаа да придонесат во демократскиот развој на општеството, веруваа во професијата дека може да биде навистина коректор на власта. Потоа ни станаа блиски, нели, сите оние лекции дека медиумите треба да бидат четвртата власт, дека на некој начин покрај овие три официјални власти, медиумите секогаш треба да бидат коректор и и не само на власта политичка, туку и на сите моќи, на економската моќ и така натаму. Но би рекле чувена демократијата. Да, многу брзо се распрснаа како меурот сапуница тие илузии. Затоа што видовме дека во почетокот на 90-тите години тогашната власт, нели, на трансформираните комунисти силно ја зграби власта, а новинарите, бидејќи беа дел од нив, нели, фактички општествено-политички работници во времето на социјализмот, голем дел од нив беа многу блиску до таа социјалистичка на некој начин идеја и беа блиску до оваа владеачка партија. Голем дел од нив, еве, ние не направивме илустрација во новинарството. Да, токму тоа го допевте, затоа што она што во Источниот блок главен носител на и поддржувач на процесот на илустрацијата беа медиумите и невладиниот сектор. Во Македонија се покажа дека медиумите и невладиниот сектор беа главни опоненти на процесот, така што тоа е малце зачудувачки. Зачудувачки е, јас сум разговарал, нели, сум имал луѓе кои што ги познавам и од областа на безбедносните служби на крајот на криштата, еве, господинот Павле Трајанов, што ми е пријател со години, беше министер за внатрешни работи претходно во тие служби, господинот Богоевски, значи лично се познаваме и сум разговарал со нив во тој контекст и тие ми велат затоа што нели, Ако ги отворат тефтерите, ќе има таму многу имиња. Се разбира, не треба да се има илузии, затоа што контактите на новинарите со безбедносни служби и така натаму понекогаш се потребни заради информации. И понекогаш тие можат да бидат и злоупотребени од безбедносните служби, нели, да им напишат белешка и на тој начин да ги сврстаат во соработници, но за жал имало
имало и новинари кои што се навистина соработници на службата во контекст не на работа за државни интереси, кој што исто така не е во ред, ама може на некој начин да се разбере, но туку работа против политички опоненти, кодешење на колеги и така натаму. Тоа го имаше и во 90-тите, Да. тоа го имаше и после 90-тите, така што Апсолутно, да, во сите периоди. И сакам да кажам дека новинарите изворно на некој начин во Македонија покажаа некаква пристрасност, зборувам сега за доминантната политичка пристрасност кон тие така наречени трансформирани комунисти кои што само се трансформираа на хартија, а во суштина остана рециклирани, ја ги викам. Рециклирани комунисти, да, кои се тя да ме внесат во Европа, мислам. Тоталитарци, ждановисти, луѓе кои што ги интересираше во тој период само да ја направат трансформацијата на општествениот капитал, да зграбат што повеќе од капиталот и да се промовираат во нови капиталисти, во новопечени капиталисти. Тука новинарството им помогна. Во периодот на 90-тите, и тука доаѓам сега на вашето прашање, зошто после тоа повеќе од новинарите сакаат да станат портпароли. Затоа што видоа дека на некој начин да се биде близок со власта е една парадигма и во оваа област на новинарството, отколку да се биде вистински коректор. Не ја сватија сериозно таа улога на медиумите како коректор. Да, нивната близкост со власта, со она што кажавте со рециклираните комунисти, во основа ја потврдија со тоа што многумина од нив зема учество во конституирањето на власта, еве да кажеме и во 90-ти години, меѓутоа и по 2002 година, кога многу од оние кои протестираа со доста маичките, ако се сеќавате пред собрание, веднаш по падот на ВМРО ДПМН, веднаш стана се приклучија или стана портпароли, или стана, како се вика, гласноговорници на министерства, така што тоа е состојбата во македонското новинарство кое тако го обременува целиот медиумски простор и медиумски амбиент во државата. Тоа останува да ви кажам како парадигма до денешен ден. Зошто? Затоа што ако се сеќавате во 90-тите во тој период, некакви единствени проблесоци во медиумскиот плурализам. Еве, јас имав среќата да учествувам во почетоците на Фокус заедно со покојниот Никола Младенов, основач, каде што исто така како што беше Млад борец на крајот на 80-тите, така беше Фокус во 90-тите. И имавте она парола, може не се согласувам со она што го говорите, но ќе направам се тоа да и бевме на некој начин демократска платформа. На почетоците во 90-тите и македонското радио имаше мали проблесоци со господино Чашуле. Да, меѓутоа после тоа беше узурпирано на некој начин. Сакам да кажам дека медиуми, ова ми беше поентата, медиуми кои што ќе бидат покренати од новинари. Таков беше случајот со Младенов, таков беше случајот со Дневник, иако Дневник имаше и една друга заднина, малку, нели, соросоидна и така натаму. Да. Меѓутоа Дневник, благодарение на одредени професионалци таму, еве Геровски и така натаму, во добар период се држеше до една таква улога на медиумите во политиката. Да, го разби тој медиумски, како се вика, медиумска доминација на еден медиум на Нова Македонија. Нипот во тоа време знаеме имаше два вестника, Вечери Нова Македонија и една програма на телевизија, а еден телевизија се прави. Меѓутоа поентата ми беше овие медиуми кои што се пред се раководени од новинари. Значи, кога се уште се немаше појавено крупниот капитал во медиумите, и до ден денеска е тоа правило, да речеме еве и ова радио Лидер, меѓу другото, кое што е на некој начин покренато од новинари. Такви се, не знам, овие, како се викаат, ИРЛ, за истражувачко новинарство. Значи, неколку такви медиуми кои што се покренати од новинари, тие се на некој начин гаранција дека нема да се биде директен слуга на политиката. Вие можете да бидете злоупотребен како медиум, нели секогаш? Да. Секогаш можете да наседнете на трик, може да имате корумпиран новинар некогаш и така натаму, но зборувам во принцип, кога станува збор за новинари кои што стојат за додаден медиумски проект, тоа е сепак некаква поголема гаранција дека медиумот ќе одигра таа улога
да биде чувар на демократијата, да биде борец за човекови права, да биде брана, да биде на некој начин опозиција на секоја моќ, на секоја моќ која што е злоупотребена. Да, тоа е последниот извештај укажува на состојба која е сериозно загрижувачка, затоа што со години, барем од 2017 навака, слушаме за режимскиот карактер на притисоците врз медиумите во годините на владењето на ВМРО ДПМН и дека тоа се одразило на слободата на медиумите, меѓутоа извештаите на Европската комисија не го потврдуваат тоа барем долг временски период. Меѓутоа последниот извештај што е во најава покажува една тенденција која е застрашувачка, морам да признам, во поглед на медиумите, за кои државата и власта сериозно треба да размисли, каде што состојбата со медиумите е многу лошо оценета. Дури оценети се состојби, потенцирани се состојби на закани или застрашување кон медиумите, што укажува на создавање на креирање на нов авторитарна свест во државата во поглед на она што значи слобода на изразување, слобода на мислење и слободен говор. Како го оценувате тоа? Мислам како новинар, не како политичар, тоа што дело за политиката ќе го оставам за подоцна. Да, значи јас сум лична жртва во повеќе, ако можам така да кажам, политички режими во Македонија, затоа што вие го споменавте, нели, времето на Никола Груевски. Ние знаеме, беше и тоа време, нели, обременето со една структура на ваков извештај во поглед на медиумите го немало. Извештајот, иако не сум го прочитал, да извештајот денеска се објавува, меѓутоа она што го видов во кратки црти е навистина загрижувачко, повеќе поради тоа што јас сум бил и дел од ЗНМ еден период кратко, од раководството на ЗНМ, но ова сега се продава. Знаете што е проблемот? Проблемот е што овој тип на така наречена демократски слободи освоени во медиумите денеска, односно овој тип на авторитаризам се продава за највозвишената слобода и демократија. Тоа е проблемот, маската која се продава. Да, маската е сега разобличена. Затоа што јасно е дека кога во медиумите се вклучува олигархијата, кога главните олигарси стануваат, нели, прво олигарсите знаеме како дојдоа до својот капитал во Македонија, дека моравте да бидете блиски со политичките структури во 90-тите за да стекнете одреден капитал, или за вашиот криминал и вашите кражби на некој начин да бидат покриени, амортизирани, а вие да придонесете со својот медиум за величење на авторитарната власт, промоција. И тоа е, значи тука новинарите немаат никаква, односно имаат одредена вина затоа што прифатија да бидат слуги, меѓутоа мислам дека немаа избор. Немаа избор. А секогаш имат избор. Сега во крајен случај нема да се согласам, секогаш има, се работи сепак за еден дел на медиумската фела, на новинарската фела, кој во основа никогаш не го доживувале новинарството како професија. И тоа е причината. Голем дел од нив, велам, наследници од времето на социјализмот, кога сите тие уживаа одредени привилегии и како новинарска политичка елита, нели, како општествено политички работници, и потоа во таа транзиција продуцираа на ист начин, само продуцираа регрутираа нови кадри во таа политика. Инаку има една на светско ниво, можам да кажам, кога станува збор за новинарската фела, секогаш постои таа една пролевичарска, ако може да се каже, оние нарекуваат пролиберална и прослободарска, но во смисла, но во одредени моменти таа може да се претвори во диктатура на либерализмот и левицата, односно на која сега е сериозно разјадена на одредени вредности, така што, нели, глумците во Холивуд, новинарите и така натаму, кај нив е вообичаено да бидат про-геј, да бидат, сега зборувам за идеолошки некакви вредности. Тоа е сепак политика на државата трансферирана преку одреден медиум или преку филмови или преку театарски представи, Холивуд, преку културата. Тоа е целата култура, меѓутоа сакам да направам паралела со Македонија. Слично е како што во Америка, нели,
се наметнува таква една парадигма дека новинарите во принцип се пролиберални и левичари, што не е вистина. Денес гледаме поделба сериозно, имаме Fox News и така натаму. Да, има тоа. Руперт Мърдок со неговата империја кој што создаде на вистина една исто така слободарска, но во идеолошка смисла конзервативна и десничарска медиумска јавност, но тоа некако во Европа помалку поминува. Европа е освен ова источна Европа сега каде што имаме поинакви трансформации нели на системите, но во Европа доминира таа либерална структура. Да се вратам на Македонија во контекст на ова дека денес ова се продава за највисоко освоени слободи во новинарството. Ова што го гледаме денеска во медиумите, иако некаде да речеме има нормално дека има проблесоци на слобода на мисла, тоа не е спорно. Имаме дебатни емисии, но што е апсурдот? Влијанието фактички и моќта на тие медиуми да го менуваат јавното мислење, не сум уверен дека е на високо ниво, затоа што власта успеа да создаде една привид на слобода. Да, привид на слобода, меѓутоа да создаде една состојба во која што нивната неодговорност е нормално треба да биде прифатена. Значи за да остварат медиумите улогата на четврта власт, за да остварат улогата на чувар на демократија и така натаму, вие треба да имате после секоја афера и одредена одговорност кај власт. Тоа нема. Значи овде слободата се третира на ниво и вам ќе ви оставам да зборувате што сакате, лупајте вие на телевизија, меѓутоа тоа прво тоа ќе го етикетирам како лага. Да. Значи преку сопствените механизми за влијание, факт-чекери и така натаму, нели? Прво тоа ќе го дефинирам како опозицијска лага, политичка битка на опозицијата, а не како медиумско истражување или медиумски говор значи во јавноста. И потоа нема дисквалификувајќи го како лажна вест, значи дисквалификувајќи го како лажна вест, потоа нема да покажам никаква одговорност према таквите медиуми. Значи слободните медиуми се етикетираат за лажни медиуми. Односно, онаму каде што може да се чуе слободна мисла, тоа се етикетира за лажно. Тоа на поствистина која во 2016 беше еден од главните зборови употребувани во медиумскиот простор, кој токму тоа создавањето на оние проверувачи на вистината кои во основа факт-чекерите кои кореспондираат со времето на победата на Трамп во Соединетите Американски држави, кои одеднаш се појавија за да ги проверуваат вестите од можни дезинформации. Меѓутоа проблемот е кај нас оние кои беа носители на дезинформирањето во македонскиот медиумски простор, одеднаш се претворија во оние кои обвинуваат за дезинформирање. Да бидеме реални, и вие сте биле и јас сум бил дел од, како се вика, од дезинформациите, одеднаш дознавате за некои лични карактеристики за кои у животот не сте верувале дека ги поседувате, да не беа медиумите, нема да знаев дека сум бил у Сан-Тропе. Мислам дека сум се забавувал со девојки слично како амбасадор, иако ниту сум го видел Сан-Тропе и немав се обидов да отидам, не отидов, ми пропадна обидот да бидам таму, меѓутоа истите тие луѓе кои ширеа дезинформации во периодот кога не постоеа социјалните медиуми, барем не на овој начин на кој денеска, истите тие денеска и играат обратната улога да ги проверуваат фактите и да кажуваат што е вистина и што не е вистина. Тоа е би рекол пародија на мекартизмот во Соединетите Американски држави во 50-тите години. И токму тука доаѓам. Две работи ме интересираат нормално како новинар, какви се вашите размислувања. Едното е говорот на омраза кој го окупира, како се вика, просторот на слободниот говор во 21 век, и второ се проверувачите на факти кои во основа ја гушат она слободна расправа во медиум, не само во медиумски, туку и во на социјалните мрежи, на социјалните медиуми, едноставно ја гушат слободата на размена на идеи без оглед дали се вистините или не вистините.
Основно се јавуваат како чувари на вистината, она што го имаме во социализмот, да бидеме медиумите беа во улога на власта, ништо повеќе, ништо помалку. И сега го имаме еден реверзибилен процес да тоа ни се продава како демократски амбиент кај што се гуши слободата на изразување, слободата на мислење, па ако сакате и слободата на говор. Денеска ни се враќа вербалниот деликт. Вие имате луѓе кои се повикувани во полиција за изразено мислење, она што 80-тите, крајот на 80-тите се боревме да не се врати. Денеска го имаме враќањето на член 130 од југословенскиот кривичен законник повторно. За жал, на некој начин она теоретска флоскула нели за условно речено политичка коректност во говорот, или која е создадена за одредени маргинални заедници да не се навредат, нели? И тоа е едно правило во теоријата во Америка, на политикологијата, каде што вие нели ако навредите, ако му кажете на црнец дека е нигро, нели тоа е навредлив збор и не се употребува тој збор. Од 90-тите меѓутоа потоа почна да не се употребува ни блекс во комуникацијата, ни црнци. И за на крајот нели афроамериканци да биде коректниот назив за овој дел од популацијата и се додека е на тоа ниво, тоа може да функционира, нели? Лошо е вие сега да зборувате за геј популацијата дека се педери, ама зошто да не кажете дека се хомосексуалци? Нели? И хомосексуалноста денес или називот хомосексуалци исто така се смета навредлив од одредени политички заедници. Но зборувам, овде ми беше поентата дека правилото на политичката коректност отиде во својата крајност, ја угуши комплетно слободата на комуникација и тоа се понекогаш се рефлектира и на фактички правото на слобода на говор во смисла на со тоа моментално во смисла и на политичка критика. Соединетите американски држави за тоа што сериозно се соочуваат со американски. Изгубена е можноста за слободно говорење, слободни дебати во кои ќе бидат разменети слободни. И сега вие ако имате на светско ниво, затоа што главен медиум на комуникација во светот стана нели Facebook, односно мрежите Twitter сега. Илон Маск што го зема, и ако социјалните мрежи стана доминантниот медиум, ние гледаме денеска според сите истражувања, интернет медиумите, а пред се социјалните медиуми наистина имаат доминација и во информирањето на општата публика. Значи се помалку простор се и телевизиите и другите медиуми за печатените, да не говориме. Фактички, вие на тој начин добивате моќно средство да им ја вашиот Facebook, ако утре напишете Facebook статус каде што нашите кодоши овде што ќе ве пријават кај чувари на вистината, чувари на вистината ќе ве пријават дека вашиот статус е политички некоректен, односно дека е говор на омраза, иако по сите стандарди знаете што, слободата на говор не треба да биде говор на омраза, јас се согласувам. Меѓутоа, значи треба да постои некоја линија, некоја граница. Дека слободата на говор е во основа опсегот на слободата на говор зависи од консументите. Да. Знаете, тоа е отворен пазар на идеи. Така. И секоја идеја има онолку следбеници или онолку луѓе кои ги прифаќаат таквите идеи според бројот на подржувачи на одредена идеја што циркулира во просторот. И ако го гушите тоа, во основа ја угушувате можноста да имате размена на идеи, без оглед какви се идеите. Тоа е бареа она што го носам од Бекли, тоа е можноста да во основа дури говорот на омраза таков каков што е, како што во Европа во основа представува закана за слободата на говор, во Америка е многу полиберално, меѓутоа и Америка се соочува со истите тенденции кои денеска на универзитетите во Америка представува сериозна закана дека не само студентите, туку е можност за отворена дебата. И тоа е она што застрашува. Генерално она што многу наликува, што еден аналитичар вели, многу наликува на времето на социјализмот во Советскиот сојуз, односно комунизмот во Советскиот сојуз. Ретроградни процеси, затоа што ви имате ситуација да при марширање на
Ku Klux Klan во еврејско мало каде што се преживеаните од Холокаустот, да имате ситуација да во одбрана на слободата на изразување, затоа што и тоа се смета за слобода на изразување, го имате еврејски адвокат кој ги брани Ku Klux Klan. Меѓутоа оној вели ако во Америка е малку вели ако го забрана тоа, ќе забранат и секој друг протест, ќе забранат и секој во Америка слобод... беше дозволено, мислам дека се уште да можете слободно овие символите на нацизмот, на пример, да ги имате Апсолутно. Истакнато, тоа е во Европа не е дозволено, во Германија не е затоа дозволено. што стравот од нацизм кој беше во Европа присутен и она што значи вистината за Холокаустот можеше да биде доведена во под прашање. Така. И тоа Европа се плаши од враќање на процесите кои доведоа до Втората светска војна. Меѓутоа гледаме дека ниту е сопрено, ниту ќе биде сопрено, затоа што секогаш тие чувства ќе останат. И подобро во Америка начинот на кој да дајте му можност омразата да излези надвор, односно место омразата да тлее внатре. Меѓутоа Европа е сосема поинаков и менталитет и начин на разбирање. Да се вратиме на ова наша состојба овде, кај нас многу догматски се разбираат тие стандарди и се применуваат, пошто ние сме поголеми католици од папата, нели? Да, од секогаш. И она што ќе го видиме во Брисел како нова тенденција некоја на бриселската администрација, ние овде го прифаќаме безпоговорно. И во сите тие нели за тоа се издвојуваат и големи пари преку разни фондации, се прават проекти. Ние во еден период на вистина имавме наплив од таков тип на средства за организирање на fact checkers. И кои fact checkers значи за чудо беа само факт чекери на левицата на некој начин, да. Значи за левичарски така наречени идеи. Само ме интересира она времето кога се слика власта, мислам во авиончето со прстот горе дека сме добиле датум за преговори. Имаше одговор од проверувачите на вистина во Македонија? Мислам дека немаше. Јас ги следам долго време и има во последно време гледам некои од нив. Сега не сите, нели, некои се во директна служба на владеачката структура, некои кои што веројатно одговараат за своите проекти пред странски амбасади, затоа што нели добиваат и пари, мора да бидат малку порафинирани во факт чекирањето, па гледам и критики за одредени владени потези, така натаму, ветувања, да речеме, не знаме, она лажна приказна на СДСМ дека изградиле 1200 километри автопатишта. Излезете на пати, ке знаете. Тоа беше смешно и тука гледам сите факт чекери направија. Не може тоа да се помочи. Тоа не може да се продаде затоа што тие забегаа во лагите. Навистина и не можат да покријат ниту со својата пропаганда, ниту со факт чекерите не можат ништо да покријат, така што тука видовме еден мал пробив на условно речено по демократски начин на гледање односно на мерење на вестите. Дали се лажни вести или не се лажни. Да, исто и за ова последното дека сме ги отвориле пристапните преговори со Унијата. И за тоа не гледаме реакција, иако во сите документи, баре оној што знае да чита на англиски јазик или француски, точно се разликува делот каде што е за Албанија кога ги отвора преговорите и за Македонија. Вистинската формулација е дека ние сме ја почнале фазата на отворање на преговорите. Прва фаза. Али не сме почнале преговори. Значи фазата тие почнале да се отварат, ама треба да има и втора меѓувладина конференција за која што ќе се отворат. Која втора што значи се уште е условена нели од уставни измени кои што ние сме ги прифатиле, односно на некои во наше име, се разбира, ние граѓаните на Македонија не ги прифативме. И поентата ми беше, ние дури како демократски како партија, јас во делот за медиумите, кога сакав да направам некакви предлози, разговарав во тоа време и со Сдруженијето на новинарите за минатите избори. Да напишеме нешто во нашата политичка програма, бидејќи сум новинар, чувствувам таква обврска. И велам кај вас болните, што сметате дека се болни точки за да функционираат медиумите во Македонија? Тука беа оние предлози нели за формирање посебен фонд кој што независно од афилиациите, затоа што ние сме сите имаме некакви идеолошки афилиации.
Тој не може И никој да тоа никој забрани. не може да ни го забрани. Во идеологијата нели нема вистина. Вие сте за Верувате или не проконзервативен, верувате? тоа е нешто како верба во Бога или неверување. И во таа смисла идеологијата е таа. Ако сте вие во Америка против абортусот, тоа не може да никој да ви забележи. Кај нас е веќе нешто друго. Да, Кај нас може да ви забележи. Нас ке ве сатанизира за тоа. Сатанизираат. Но во Америка е тоа сосема слободно. И сега зборувам за такви идеолошки морални вредности и така натаму, за тоа нема вистина и за тоа нема факт чекерс. Значи тука не сме да има. Но мене ми беше важно што име нели на новинарите важно. Од една страна тој фонд кој што ќе помага медиуми според критериуми и стандарди, не кој е близок во власта и така натаму, туку на некој начин да се направи некаков професионализам во смисла на основните новинарски правила. Значи, основните новинарски правила да се направи еден тако. И второ, и тоа го напишавме во програмата, дали тие би прифатиле да речеме државата да финансира факт чекери, меѓутоа факт чекери кои што нема да ќе ги дадеме на медиуми со различна идеолошка провиненција. И сега од нив значи од дел од новинарите беше одговорено, ние сега имаме војна нели на медиуми, тогаш ќе направиме и војна на факт чекери, сега колку е тоа паметно. Да. Колку е паметно да. Меѓутоа, од една страна, ако вие имате доминација на факт чекери кои што се блиски до таа интернационална либерална левица, тогаш зошто да немате и алтернатива на факт чекери кои што ќе на граѓанинот ќе му дадат некаков баланс. Очигледно нема баланс, дури не само во Македонија и па и во Америка дали има да. И во Америка и гледам и на светско ниво каде што се забрануваат определени медиуми во страв дека ќе шират пропаганда, што е најнормална работа на медиумите, дека еден дел од медиумското покривање е ширење на определени идеи и определени ставови. Очигледно светот малце го изгуби компасот во она што значи слобода на изразување и слобода на мислење. Апсолутно, тоа е на светско ниво тенденција и сега така што ние не сме имуни, она што кажавте го прифаќаме без поговори. Тоа е нашиот проблем, што ние нема, затоа што ние сепак како граѓани овде мислам дека социјализмот колку да бил тоталитарно општество, ние тој беше еден просветен, ако можам да кажам, режим. Тој резервизмот сепак беше на едно повисоко ниво на цивилизација отколку што ова денес ја живееме во овој така наречен демократски систем и условно речено плурализам и имаме слободна јавност. Се е тоа формално нели уставни категории, но тој социјализам беше попросветен во смисла и на професионалните стандарди во секоја професија. Професионалните се стандарди секаде. И ако вие не ги почитувате професионалните стандарди, ние ги изгубивме во транзицијата професионалните, она што значеше обука во годините, абсолютно, да кажеме крајот на 80-тите години, сте поминале школи, мислам, сите поминале на правен. Вие не можете да бидете, не можете да се занимавате со професијата. Ако не знаете да напишете основен текст, мислам. Ако не ги поминете сите. И сега тоа некако се изгуби со доаѓањето на социјалните мрежи, нели секој е веќе новинар, вие сте креатор на вести. Да. Значи вие можете да бидете креатор на секој обичен човек може да биде креатор на вести. И сега стандардите тамо во смисла на тоа колку е писмена веста, напишана, подготвена, значи тоа нема, презентирана, веќе тоа нема. Но пораката што ја упатува, затоа што една од идеите нели на ова е на комуникацијата е да упати одредена порака до јавноста. Пораката која што упатува во зависност од тоа каква е вашата тежина, нели како човек кој што доаѓа дали од политиката или од обичниот свет или обичен човек. Проблемот е овде што кај нас им се ускратува правото на говор и на обичните луѓе. Јас не велам дека не постојат одредени нели ботови, не само што не постојат, туку има платени ботови. Јас сум пишувал текстови за тоа и од политичките партии. И тоа е во ред. За да шират одредена некој сака да бидат излажани. Некој веруваат во тоа. Некој ќе верува во тоа. Него зборувам за обични луѓе кои некогаш реагираат по сопствено уверување заради нешто што се случува и тие нивните Facebook статуси се
тргнати, У најдобар случај, во најлош случај ги повикуваат у полиција. во полиција, затоа што реагираат, да речеме, на некоја манифестација на пример албански шовинизам, како што беше ова последното со картата на голема Албанија, денеска ја снимало и претходно. Па да, ја тргнале веројатно по некоја препорака за да не таласаме, но тоа не е вистинската реакција. Вистинската реакција е обвинителството да се зафати со кои се сторители на тоа дело. А вистинската. Може би во некој друг Во некој друг систем ќе се занимава со нашо моја работа. Сакам да кажам дека изложеноста веројатно е многу сериозно сватена, бидејќи изложеноста на луѓето на социјалните мрежи е голема и стравот кај политичките елити. Без оглед. Да, некако стана многу чувствителни и сензибилни. Стравот кај политичките елити преминува во условно речено една цензура. Да. Значи стравот, затоа што не може да ги контролираат социјалните мрежи. Друго е кога вие имате медиум, имате телевизија, порано печатен медиум, можеше да се и можете да се јавите, да не се испечати, ако се испечати ќе го заплените тиражот. Да, така беше на времето. На времето беше така. Идејата беше да ги направиме сепак се тие јавни личности кои одговараат пред оној кој носат одговорност за она што го прават. Ако избришете една вест онлайн, ако избришете еден социјален статус, ќе ви се појави друг и вам ви се појавуваат десетици, стотици. И тоа не може да го контролира. Не можете да го контролирате и да се одбраните. Значи, да, меѓутоа може да се наметни страф. Со тоа што ќе го повикате во полиција, обвинителството ќе постапи за одреден статус, она што и другите да имаат само цензура. Да. Значи само цензурата порано беше присутна. Токму тоа го пишува во извештајот. Само цензурата беше присутна во новинарството на времето. Да. Голем дел, затоа што од почетокот нели она комунистичката цензура која што беше званична, у тој систем луѓето знаеа и тоа беше си водеа сметкаш како размислуваа. Во 90-тите години и голем дел од новинарите беше присутна само цензурата и тоа продолжи во 2000-тите, еден долг период. Само цензурата, вие знаете каде можете да се движите. Меѓутоа, проблем е ако тоа доаѓа и кај социјалните мрежи. Социјалните мрежи се медиум, меѓутоа обичните луѓе не се новинари. Тие го немаат ниту опуката, ниту искуството, ниту професионалната кариера. Сакам да кажам, не можете да ги цензурирате обични луѓе. Имаат моќта да размислуваат со своја глава, дали е исправно или не. Дури може тие може погрешно, нели, да информираат, не прашувајќи ја другата страна, не се новинари, не мора да прашаат друга страна. За тоа беше идејата на мрежата. Социјалната мрежа се претвори во нешто сосема друго. Не може да биде контролиран медиум. Па сега имате, нели, од тие причини Илон Маск, нели, го направи, каде што сега која е контра. Повторно ја враќа слободата во смисла на ја враќа слободата, нели, му беше на Трамп на Трамп прво беше Facebook и така натаму, нели. Всушност се почна со Трамп. Во основа целиот процес Трамп. Затоа што Трамп е нели вака малку контроверзна жовијална фигура и кај него имаше еден тип на однесување кое што е недозволиво, но сепак тоа движење во Америка, вие гледате денеска, Трамп создаде империја на начин на размислување на мнозинството американци. Апсолутно, и тоа е сосема легитимно во таа политичка битка денеска. Никој, овие левичарските медиуми во Америка ќе кажат дека нели тоа е фейк, тоа е лажна вест, се е лажна вест. И го етикетираат како лажна вест, нели? Трамп воопшто е лажна фигура и лажна вест и тоа движење, меѓутоа вие да обвините десетици милиони американци, значи колку гласаат за Трамп, дека се во заблуда. Да, тоа медиумите може. Тоа е веќе идеолошка битка и затоа велам, идеологијата, тие почна да ја дискредитираат идеологијата на Трамп како невистинита, како лажна. Што значи идеологија не може да биде лажна, пред малку нели говоревме за тие стандарди. И тие може да кажат дека е против етничките малцинства, против мигрантите и така натаму, но дека е вистинита или лажна не, како идеологија. Тоа е некој се обидува да се наметни како чувена вистината и на една вистина, што е малце зачудувачки за слободниот демократски свет.
додиме малце на политиката. Вие реагиравте токму во овој контекст на она што се случуваше на Канал 5 пред некое време, каде што директорот или главниот уредник ја прекина емисијата и го избрака гостинот поради неговите ставови изнесени во емисијата. Реагиравте како партија, мислам. Да, од политички аспект реагиравме затоа што сметаме дека таков тип на закани во медиум какви што изрече господинот Исмет Рамадани. Знаете, вие тој се представува нели за умерен политичар, односно што е сега советник во владата. Многу знаеме од 90-тите и умерен во смисла на тоа дека нели има неговиот говор мацки, дека не е радикал, дека не бил дел од УЧК на времето и така натаму. Но вие да мафтате на новинар со прст во студио. Да, така почна распадот на Југославија. Да, мафтате со прст на новинар. Второ, да кажете дека немојте вие, јас сум умерен, ама немојте вие демек со да ги иритирате албанците. Директна закана. Што значи тоа? Што ќе ни направат албанците ако ние со тоа што ќе говориме за криминалот и за корупцијата во нивните политички елити, нив ќе ги навреди албанците? Не ви се чини дека тоа кореспондира со едно соопштение кој го имаше владеачката партија СДСМ во контекст на тоа дека ВМРО заговара нов меѓуетнички судови во Македонија? Како да ви кажам, да, секогаш политиката е таа што ја нели ја наметнува агендата и овие луѓе бидејќи се работи нели за советник на владата, тој ги промовира тие политики. Но ние го гледавме и го видовме и Бујар Османи и Али Ахмети. За секое обвинување дека нивната партија е вовлечена во тешки криминални дела и сомневања за корупција и така натаму, тие веднаш нели онај етничкиот презнак го става дека вие ги напаѓате албанците, вие сте шовинисти и така натаму, што е видено, меѓутоа веќе тоа е прозирно, тоа е разбрано во јавноста. Велам, недозволиво е во комуникацијата во студио вие да се заканувате. И тука со тоа што мојот став како новинар, сега ќе ви го кажам, исто важно е, мислам дека водителот на таа емисија и новинарот Момировски, кој што тие одлично си ја завршија својата работа и доволно добро му пренесоа и на господинот Исмет Рамадани како треба да се однесува во студио. Сега, дали беше неопходно јавувањето на господинот Мирчевски или не беше, за тоа можеме да расправаме. Дебата, меѓутоа тоа е здрава расправа без оглед. Апсолутно, тоа е дебата, затоа што нели јас лично во студио, ако сум кој како го доживува, тоа е прашање на јас од новинарски аспект би сакал да бидам неприкосновен во моето студио. Да. Јас да ја водам дебатата и ако треба јас да ја прекинам емисијата. Исто како ја во предавалната, што мислам дека сум господар. Вие како професор. Дали вие сте господар? Да. И вие водите, односно вие одржувате час, лекција, вие комуницирате со медии. Така што мислам дека кај нас нели во професијата треба малку да ги разделиме тие стандарди. Иако господинот Мирчевски е и уредник на таа емисија, јас би го оставил новинарот да си ја заврши работата до крај. Мислам дека тегна на добар пат. И новинарот се работи за професионален новинар, кој што е од помладата генерација, меѓутоа извонредно добро се ја врши својата задача. Да, и потоа согласам со тоа. И потоа чувме дека самиот новинар кажа после емисија дури ми се извини Исмет Рамадани, затоа што очигледно го соочи со тоа дека претерал. Но мене повеќе ми е интересна онаа подоцна реакција на сите овие за предмалку кои говоревме факт-чекери така наречени. Па тоа е скандал како може да се спречи говор на некој во студио и така натаму. Одеднаш стана поддржувачи дека не смее да се спречи говор во студио, дека е тоа слобода на говор, дека не смее да му се одземе микрофонот на никого, а во суштина тие го прават постојано истото кон овие другите. Да. Така што тоа е, нели, од една страна е непринципиелно, од друга страна се гледа дека е директна политичка нарачка и политичка пропаганда од страна на владеачката партија. Како партија ја напуштивте власта. Да. Се залагате за мнозински изборен модел со една изборна единица.
со цел да го разбиете она биполарност, што би рекол, во политиката меѓу двете големи партии, во македонскиот и во албанскиот блок, докаде е целиот процес, мислам, од ветувањата гледам нема ништо. Значи, ние имавме, да речеме, 2-3 клучни приоритети кога и тоа, знаете, Демократскиот сојуз е на некој начин низ сите овие години, 20 на години што постои како партија, 20 стана тематска партија. Тематска во која смисла? Дека имаме две клучни прашања за кои што се залагаме. Едното е борба против корупција, организиран криминал, за кој што имаме навистина сериозно разработена програма ДЕКРИ. Не само тоа, да. И има лидерот, нели, има своја функција во тоа, затоа бил на времето како борец во рамките на Министерството за внатрешни работи за одредени стандарди, но имаме добро разработена навистина програма која што во оваа смисла, од тој приоритет, кој што сме ја презентирале пред и гледам нема некој власта, меѓутоа и на почетокот ни било ветувано дека ќе поддржат таков закон. Ние поднесовме закон во собранието кој што беше ова, меѓутоа потоа во фиока. Значи за тоа прашање не сака буквално до сега, ако можам да кажам, ниту една власт до сега не го прифаќала тој концепт за борба против корупција и организиран криминал, а во контекст на една изборна единица тоа останува, нели, борба уште од самиот почеток и на формирање на Демократски сојуз, значи од 2000 година е истакната тоа барање, односно после изборите на кои што партијата станува на некој начин покрадена од големите партии, од тие избори 2002 година, и потоа е истакната ова барање за една изборна единица, која што беше и тренд тогаш во регионално, така натаму, нели? Но ниту една политичка елита во Македонија не сакаше да го прифати. Потоа почна сите да го прифаќаат. И СДСМ дори даде ветување, ВМРО го прифати на крај ДПМН. Законот е во парламент. Првата фаза помина, дури и Дуи гласаше во првата фаза, меѓутоа јасно е дека Дуи е најголемиот противник, затоа што на тој начин во шестата изборна единица се доминантни и пратеничките места кои таму ги освојуваат тежат многу помалку гласови, по 5.500, 6.500 гласови. Ако тоа на ниво на Македонија биде една изборна единица, сигурно би изгубиле 20-тројца пратеници. И тука не сакаат да се откажат од тоа. Од друга страна, не сакаат да се откажат воопшто политичките елити во Македонија и големите партии од доминацијата која ја имаат во целиот систем. Да, меѓутоа владата во која бевте коалиционен партнер, најголемата партија СДСМ вети дека ќе го оствари. Дека ќе го оствари. Колку што јас се сеќавам од она што е. Да, меѓутоа ветувањето беше онака дадено на вистина, божем искрено, но гледам дека ништо не се случи. Со една реченица потоа, не само што ништо не се случи, ние поднесовме закон, еве тие као ќе го поддржат, ама не го поддржат. Значи ние го напишавме законот, се собравме 11 пратеници од помали политички партии во парламентот, некои од нив и од опозицијата, некои од власта. 11 пратеници од помали политички партии го подпишаа и го поднесоа во парламентот. И велам СДС тогаш истапи со став, ние сме за една изборна единица, ама да ја поддржат сите партии. Па како тоа? Значи сте или не сте? Со други зборови тие не сакаат да направат мнозинство. СДСМ и ВМРО може да го изгласат законот. Ако се искрено за никаков тоа. Штом се тие две за, што сега дека мора да се согласи Дуи? Што ќе се случи ако Дуи не се согласи? Не може да му се наметне. Ќе растури власта. Ќе ја растури владата, само тоа може да дојде. Инаку тие мислам ова е прагматично политичко размислување. Ама апсолутно, ама тогаш тоа треба да го кажат, нашата влада ќе падне. Добро, оваа влада кажуваше многу работи, за да бидеме реални, мислам. Меѓутоа, вие не може, значи вам ви зависи владењето од поддршката на Дуи. Тука е проблемот. Инаку ако вие сакате да работите за граѓаните и сметате, дури, еве, јас дури мислам дека и за ВМРО и СДСМ и за нив е добро дури да има една изборна единица и нивните тимови тоа исто така им го советувале. И тоа е прашање. Да бидеме реални, затоа што вака влегувате преку партија, онака влегувате, сепак мора да имате определено гласачко тело. Се согласувам дека големите партии сакаат да бидете нивни приврзок,
отколку да бидете самостојни. Тоа е факт. Меѓутоа, има и нешто друго. Може да многу мали партии ќе се занесат и со една изборна единица ќе мислат дека ќе освојат пратеник. Ќе има исто така добра и голема чистка на она што вреди во политиката. Да, вака нема Вака има илузија дека вредите или вредите онолку колку што ќе ви дадат. Што ќе ви дадат во коалицијата со големите. Сега, прашањето што е, секогаш големиот партнер, дали е СДСМ, дали е ВМРО, секогаш ви вели не вредите малку и вас ќе ви дадеме еден пратеник. Да. Така, Ако ви дадат. Или на вас нема да ви дадеме ништо. Меѓутоа, кога доаѓа до избори, еве, искуството го има Демократски сојуз од 2016 година кога настапува сам на изборите и освојува 10.500 гласови. Меѓутоа, не е важно, тие 10.500 гласови се на ниво на држава еден пратеник може. Така. Ако има една изборна единица. Но во случај на изборните единици точно пресметавме дека доколку одел, да речеме, Демократскиот сојуз со СДСМ на тие избори, СДСМ ќе имало два пратеници поише, а ВМРО два пратеници помалку. И обратно. Затоа што токму во изборните единици каде што се нашите гласачи, каде што се концентрирани гласачите, за 500 гласа, за 300 гласа, за 1000 гласа изгубил кандидат на едната страна и ќе имало пратеник повеќе. И кога СДСМ, да речеме, ја направи таа математика, виде во 2020 година и покани Павле Трајанов да биде дел од ова. Сега да кажам, кај големите партии секогаш постои тоа, вие малку вредите, ништо не вредите. Да, тоа ќе биде Ама ако ништо не вредиме, тогаш дајте ни една изборна единица и ќе пропаднеме. Така? Да, и тоа е добра проценка на она што значи, како се вика, моќта на партиите на политичката сцена. Тоа е да моќта. Од друга страна велат да не се раздели парламентот со по 20 партии со по еден пратеник. Ево ќе ви кажам, прво тоа нема да се случи затоа што сметам дека ќе има чистка добра, да. И второ, тие нели сака да наметнат и некаков праг. Да, тоа е вообичаено. Вообичаен е прагот. Јас согласувам дека е вообичаен, иако ние би сакале да биде изборен праг, но ако направат некаков компромис со 2% изборен праг, тоа би било... Не знам колку го предлага, вообичаено е до 3 оди. Па они предлагаат 3, ние на крај, односно маливе партии на крај рекоа, ајде добро да се договориме за некаков праг, ама сепак 3 да не е многу и така натаму. Значи они доколку го стават прагот на 2%, мислам дека ќе се согласат сите. 2% праг е сепак 20.000 гласачи и нема многу мали партии да освојат 20.000 гласачи. Не, така ќе се исчисти амбиентот политички. И ќе се исчисти амбиентот политички. И ќе се знае кој во политиката во Македонија. Македонија. Меѓутоа ќе се даде можност сепак и на помали партии прво да се види вистинската нивна поддршка на теренот, од друга страна се тоа нели еве нашата партија реков пред малку ако ги има тие некакви идеолошки, односно стандарди на тематски на борба против корупција, организиран криминал и така натаму. Некои други партии како зелените имаат друг тип на поддржувачи. И тие треба да биде застапени во зошто да имаме all catch партии ВМРО и СДСМ кои што покриваат се. Нели така имаме во ние во Македонија? Затоа ќе имаме вечни политичари, мислам, затоа што тепачката сега во политиката не е да се приближиш кон гласачкото тело како кандидат на политичка партија, туку да се приближиш кон вевот на кандидатската листа на политичката партија за да влезеш. И тука во таа игра, нели, големите со малите, секогаш постои тоа, вие не вредите, не ви даваме повеќе, да не го трошите гласот. Тоа е позната реченица која некогаш многу е тешко да ја убиете во политичката кампања. Што планирате, изборите се до година? Па како што реков, вие не мислам дека ќе дадат ќе инсистираме уште до крајот на годинава да се донесе тој закон, да ќе направиме уште некој напор, меѓутоа не верувам дека ќе се усвои. Нема, готово е тоа. Не, и така ќе се менува дел од изборниот закон сега поради од ОПСЕ препораките. Да, ќе направиме колку е временски. Ќе направиме последен напор. Ќе направиме последен напор во ноември, декември да дојде до промена на изборниот закон. Ја не се надевам дека ќе дојде, меѓутоа мораме да направиме напор.
постојат две опции. Прво, ова што го бевме дел од таа владино мнозинство со СДСМ и ДУИ, за среќа го напуштивме. А само вие излеговте од... Да. Го напуштивме, по францускиот предлог, односно по на влегување на алијансата дополнително во владата, каде што реагиравме за несразмерениот број на министри од политичките партии на албанците во владата, дека сметаме дека се нарушува на некој начин уставот на Македонија, правичната рамноправна застапеност според амандманот 6 на уставот и многу други причини кои што ги наведовме заради неисполнување на некои коалициски договори во контекст на овие закони што ги споменавме претходно. И од сега останува бидејќи не се надевам дека ќе биде усвоен закон за една изборна единица, останува или да направиме групација на помали партии кои што би се обединиле околу овие идеи за кои што говориме, и да настапиме во таква групација, условно речено самостојно, или да одиме во коалиција со опозицијската партија. Лично сметам дека треба да се направи еден поголем опозицијски фронт, затоа што Македонија долго време стагнира, гледаме по сите стандарди, и економски, и политички, гледаме денес и демократски, тоа со што они се фалеа најмногу дека ние ја вративме демократијата, слободата на говорот и дека тука сега добиваат сериозни критики. Многу сериозни. Фактички се претворија и во режим, а тие го обвинуваа претходната владеачка структура на Никола Груевски, посебно братучет му Сашо Мијалков и компанија, ги обвинуваа за тоталитаризам и за узурпирање на човековите права и така натаму. Веќе не зборат, оваа влада веќе нема таков вокабулар. Веќе тоа не го говорат затоа што тие тоа сега го прават. Да не зборуваме за криминалот и корупцијата во невидени размери, каде што тие, ако тоа порано сме го слушале во прислушуваните разговори, денеска на отворена сцена го гледат. И тие веќе не се ни кријат, не се ни срамат од криминалот што го прават, туку го оправдуваат дека е лажна вест. На некој начин ги етикетираат сите за кои што говорат. Да, сатанизираат секоја критичка мисла. Секоја критичка мисла и покажуваат на тотална одлепеност од граѓаните, од гласачкото тело, никаква одговорност и така натаму. Неказнивост, да не говориме за посебно за политичките шампиони на ДУИ. И од тие причини сметам дека треба да се направи голем опозицијски фронт. Големата предводникот ВМРО ДПМН треба да предводи во таа, дали ќе оди опозицијата во заеднички или во уште плюс една колона, ќе видиме, меѓутоа според мене треба да се направи голем политички фронт. Тука го имам предвид и Максим Димитриевски, сепак има, без оглед што идеолошки се многу. Идеолошки се разликува, меѓутоа затоа велам, ќе има во повеќе колони, но тоа е сметам дека понтонот на СДСМ сметам дека постои кај граѓаните огромна енергија за промени која што ќе биде манифестирана на следните избори, кога и да се одржат тие, ова глупостите околу. Вашиот став токму за тоа, за фузионирање на председателските и парламентарните? Ирационално е да бидат одвоени изборите. Повеќе причини, дури лично сметам дека и на СДСМ не му одговара. Единствено на ДУИ може да му одговара одвоени избори. Ако смета дека со неуспех на председателските, потоа ќе ги имаат сите три државни функции, и парламент, и председател, ВД председател и како се вика, и премиер, заради премиер на техничката влада албанец Тодер. Но на СДСМ тоа нема да му оди во прилог. Сметам дека ќе биде жестоко казнето од граѓаните. Колку што поминува времето, очигледно СДСМ не ја разбира, како се вика, не ја разбира конкретната ситуација што ќе се случува понатаму, затоа што со секој одолговекување на изборите, наместо доди на предвремени избори да го реши проблемот за себе, не за опозицијата. Бројките се тие, неумоливи се бројките. Има едно чувство кај нив на дека им еден месец повеќе, еден ден повеќе, 2 месеца повеќе ќе се случи нешто. Знаете, кај очајникот кога се бори за спас,
Овде него му се причинуваат нели Да, меѓутоа бројките ги се тие бројките се јасни, но тие мислат дека до последен момент ќе се случи некое нешто. чудо. Ќе се случи некое чудо, падне комета, нели нешто ќе се случи. Груевски ќе се врати во Македонија и ќе го реши проблемот. На тоа чудо и работеа. Идејата им е нели за подолба во опозицијата. Веќе не се надеваат на уставни Да, измени. меѓутоа ја доведуваат иднината на партијата во под прашање. Затоа што ова не е прашање на политички пораз. Сериозна неодговорност е кон членството, симпатизерите на СДСМ ова што го прават тие кон својата партија. Затоа што на крајот на криштата, мислам секогаш тие луѓе ќе најдат алтернатива, дали тоа ќе биде Максим Димитриевски за кого ќе гласаат, дали ќе биде некоја друга политичка партија, на крајот еве ги повика дури мислам Мицкоски, лидерот на ВМРО ДПМН, членството и симпатизерите. Верувајте дека секогаш имате опција која што ќе биде за Македонија, без оглед вие нема да останете на што се вели без политичко водство и така натаму, но сметам дека тоа е тотално неодговорно, пред се од премиерот и лидер Ковачевски кој што беше онака падна од небо, беше октуиран. Знаете, кај нас имаме од времето султан партии поише се октуирале, меѓутоа овој беше буквално паднат од небо. Он од нигде никаде беше излез. Добре, едниот беше цепнат од ниво, овој паднат од небо, така што имаме континуитет во тој дека поглед. таа е тотална неодговорност кон една партија која што има свој континуитет и нели во Македонија, но овие последни чекори што тие ги направија кон предавство на државните интереси и пред се кон предавањето на комплетната палка кон политичката партија дуи да ја води Македонија една фамилија на Али Ахмети, Артан Груби и компанија, сметам дека е тоа недозволиво. Секогаш сме имале проблеми во таа комуникација нели со политичките партии на албанците по делбата на власта, но ова што денес се случува е навистина невидено и најголемиот дел од граѓаните го отфрлаат без оглед дали станува збор за македонци или од другите етнички структури, па гледаме сега и сериозно обединување на албанската опозиција. Да. Очигледно дека е дојдена ситуацијата до таму да некои процеси политички во државата мора да се менуваат. Ја би ја затворил емисијата тука и би посакал успех на изборите кога ќе бидат, ја ги посакувам што порано, затоа што ситуацијата станува веќе неодржлива и неиздржлива, а извештајот на Европската комисија токму тоа го потврдува дека промените се нужни во државата ако сакаме и да обстаниме во крајен случај како држава. Јас мислам дека после овој извештај единствено што може ова влада да направи е бидејќи нивната европска агенда буквално е растурена во парам парчиња и дека треба да си поднесат оставка да одиме на предвремени избори, меѓутоа тоа нема да го направи. Тоа е збор кој не постои во нивниот вокабулар и речник, така што не чекувам. Тоа е да бидеме реални, они ќе чекаат до крај ако може еден ден повеќе од она што им следува, дури не гледам дека воопшто размислуваат дека може да им се случи катаклизма за време на изборите, меѓутоа тоа е прашање на политичка нивна проценка. Ви благодарам уште еднаш, имаме можност да се чуеме нормално пред изборите и за време на изборите и можност да разговарам со вашиот лидер во времето што доаѓа за да разјасниме некои позиции во политиката, затоа што ова е звукот на политиката кој треба да го исчисти шумот кој со години е создаван. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вам.